Иначе прв пат мислам дека имаш две жени на подкаст. Не е излезен тој уште. Факултет за ликовни уметности. Исто беа две жени. Ете со диверзитетот сме добри. Добри сме. Не критикува. Па стварно е. Да. Ќе ве критикува. Да. Тоа е. Се шал. Не, сигурно ќе се погодеш, ја нема сигурно намерно да ги исклучувам. Ама обично, не знам, поретки се жени деканки. На нашиот факултет повеќе се, бидејќи ние во основа сме процентуално повеќе. Така, повеќе професорите се. Да. Но апсолутно и повеќе. И во студентската популација и во професорската се повеќе. Тоа е многу интересно. Да, апсолутно во студентската популација, да не речеме 90%. Ова е доста флексибилно. Вака ако си го доближите, јас вака на пример ќе зборувам поголемиот дел од времето и колку повеќе го доближиме, тоа подобро е. Се случува. Да. А ова е вака слободно. Тоа е подобар малку. Тоа е професионален изгледа. Да, тоа е радио. И овие личат професионално, ама. Па тоа е државен е тој. Значи е професионален. Да. А има, ти следиш некаква контрола, веројатно, Петар, па... тука ми се тие нивоа. Така, да. А навистина, зошто би биле повеќе жени, например, на филологија? Па имаше еден мит сега, стереотип дека жените повеќе се заинтересирани за јазици. Ама мислам дека и за луѓе, дека се заинтересирани за изучување на јазиците и дека се заинтересирани за соработка со луѓе, да речеме. И најчесто за тоа така се насочуваат. Што може да некаде можеби да се каже дека е точно, бидејќи еве 90% сме зошто, но дали е тоа вистинска причина, не сум сигурна баш. Многу интересно, мислам, јас не можам да најам некоја поврзаност. Вие вака повеќе години што сте таму? Ми се чини историски и социолошки може да одиме кон ова што го кажа Совче, дека во основа да замислиме и наназад, напред векови, имало повеќе учителки, гувернантки, така натаму, кои што се грижеле за образование на децата во богати фамилии или како и да е, кога се барале такви услуги, главно извршувале жени, а основното образование било токму јазик и нешто друго. Пишување, зборување, читање, тие биле главните предмети со кои децата почнувале. И ми се чини таму се влече ова работа дека пред се е професија задолжена за жените. Добро, на почеток, знаеш, и на почеток додека не било отворено општеството за жените за работа, кога не ги вклучувало, учителите биле претежно мажи и тоа било сепак машка доминирана професија. Ама некако како се отворило општеството, како жените добиле право на глас, право да работат, некако се насочиле кон тоа. Значи за работа со луѓе. И така и денес преовладува тоа мислење, например, според некои психолози, што проучуваат, дека жените се претежно сакаат да соработуваат со луѓе. За тоа претежно се учителки, за тоа претежно имаме... И со деца. Да, и со деца. Тука доаѓа можеби некој мајчински инстинкт. Мислам, таа потреба да се грижиш, да одгледуваш, Сето тоа влијае, Сето што е врзано за тој однос на грижа, образование и така натаму. Тоа малку посуптилно чувство за, например, за промените кај децата, ние сме малку погруби, за жал. Сепак мислам тоа на неиндивидуално ниво е различно за секој. Нормално, апсолутно. Ама во некакви груби бројки и статистики, сепак се потврдува дека е А нешто непознато за мене спомнавте околу гувернантките, како се тие поврзани на пример со јазикот? Пред се децата имале потреба за дополнително и да е образование дома, да кажеме, или исклучиво само домашно образование, пред се од јазици, значи да се описменат. Така. Пишување, читање. И плюс така наречените убави уметности, да знаат да пеат, да свират клавир,
Така што јазици, уметности, тоест хуманистика генерално се што влегува во хуманистички науки било базичен предмет на потреба за децата. Гувернантки се на некој начин приватни учителки. Негувателки. Не так. нужно само образование. Не знам, дадилки, совче да ви раскажува за не знам за што, за Джейн Ейр, за Да, точно во сите во литературата нели од романтизмот. Добро. Джейн Ейр. Или Джейн Остин или што ги има Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, секоја се споменува некоја жена што да речеме главниот лик, што започнува со работа како гувернантка. Така. Или како учителка. Ама тогаш во тие времења тоа било единствената можеби достапна работа што им дава на жените да се индивидуални личности да така. Че да имаат своји пари, да заработуваат своји пари. Че со некоја финансиска независност да речеме веќе се оспособуваат за индивидуален живот. Абсолютно и одговорност. Така. Да. Тоа кое што исто така им значела, тоа што чувствувале како и било професија која што на пример каде што можеш на пример да се движиш по различни класи. На пример да предаваш на деца кои што се веќе стапуваш во контакт со луѓето од повисоката класа. Така. Или од пониската. Значи можеш да предаваш на деца кои се од постиромашен сталеж, ама можеш да се движиш и сепак твојата работа да е почитувана. И со препораки. Да не забораваме, тие се изнемуваат исклучиво по препорака. Така што еден систем на кој што започнуваете баш во тоа време, кога пак мажите биле зафатени со војни, отсуства од дома, долги и така натаму и сето тоа. Тоа што го кажавте, например, дека основното образование некогаш, особено во почетокот на просветителството, некако секогаш било јазикот, секогаш било описменувањето. Апсолутно. Тогаш некако нас мислам дека непоимливо што значи огромен дел од населението, како што било и нашето пред 60-70 години по Втората светска војна, што значи огромен дел од населението да е неписмен. Значи тука не зборуваме за некои повисоки квалификации, дека фалат, не знам, инженери или фалат некои специфични професии, туку фали општа писменост, фали општа способност за читање и запишување. Мислам, јазикот е основна компонента на се. Значи, дали да сакате да комуницирате со некој или да се разберете, вие да се искажете, да ги искажете или тоа што мислите, апсолутно се почнува од јазикот. Да. Тоа е основата. И од тука понатаму ние го градиме и општеството, се градиме и себе си. Да. Таа способност да се пренесува на идните поколенија, да речем. Па тоа е способноста, нели, да размислуваш апстрактно и словесниот компонент на човекот е тоа што го двои, нели, го става, да речеме, над животните. И мислам, јазикот е толку фасцинантна појава. Многу фасцинантна појава. Многу. Мора да сме среќни што ни е дадено. Многу. Премногу. Да, и се уште се отворени тие прашања, например, во лингвистиката, зошто постојат јазици, кога веќе постојат, зошто постојат толку многу? Така, зошто имаме толку многу јазици? Зошто постојат толку многу јазици? Има многу теории, навистина за постанокот на јазикот и за раслојувања и така натаму, така што не знам од каде да почнуваме и воопшто дали да одиме во некаква длабочина во врска со тоа. Па не знам, мислам дека начнавме доволно за некој што го интересира. А некој што го интересира апсолутно да дојде да ни се придружи на филолошкиот факултет, на студирање, бидејќи сите овие работи таму. Така. Тоа претпоставувам дека се учи на катедрата по лингвистика. Да, за жал немаме специјална посебна катедра по лингвистика, ама имаме многу лингвистички предмети, распределени по повеќе катедри јазици, така што каде и да отиде овие информации студентот ќе ги научи. Кои катедри го сочинуваат филолошки факултет? Во моментов имаме 11 катедри, почнувајќи од првата и
конститутивна на некој начин е катедрата за македонски јазик, се разбира, бидејќи таа е, впрочем, и првата високообразовна единица воопшто науки и практично тоа зборува доволно. Да. Да речеме од тоа од кое што денес го имаме ова. Во овие 70 и колку веќе години ќе бидат 7 од 46 ако сметаме кога е основан и катедрата и филозофскиот факултет и подоцна во 49-та и УКИМ. Така што катедра за македонски јазик, па катедра за македонска книжевност и култура која што се надобрзува на оваа првата, па понатаму ги имаме другите национални катедри за албански јазик и книжевност и за турски јазик и книжевност, кои што се знаеме втори јазици според уставот во нашава земја. Па понатаму одиме на странските јазици застапени преку катедри, тоа е да тргнеме од катедрата за англиски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност, романски јазици и книжевности, што значи француски јазик и книжевност, италијански јазик и книжевност, шпански јазик и книжевност, португалскиот не е на ниво на катедра, но се изучува. Па да одиме и преку словенските јазици, застапени преку катедрата за славистика, што предпоставува руски јазик и книжевност, чешки јазик и книжевност, полски јазик и книжевност. Да завршиме со катедрата за општа и компаративна книжевност, која што се занимава на потеоретски начин со светската книжевност на некој начин. И најмладата, условно речено, катедра е за преведување и толкување, специјализирана само за преведување и толкување од трите главни јазици, англиски, француски и германски. Значи, да, тоа ќе прашав, зашто се можат да се оспособат студентите на филолошки, освен нели за преведувачи и толкувачи? Може да преземе малку сега савчета ке се да. Освен за преведувачи и толкувачи секако и за професори, нели? Така. Значи, таква е структурата на нашите факултети, се изучува и лингвистика и книжевност, што те оспособуваат со критичко размислување. И од тука можеш да работиш повеќе професии. И често, например, мои колеги, освен или како професори, преведувачи, можат да работат во маркетинг агенции, customer service, отвораат своји стартапи, почнуваат своји стартапи, застапени се нели како лектори. Така. И некако такви лектори не само по македонскиот јазик, туку и по другите јазици. Зависно како ќе го сватиме значењето на зборот лектор, ама тоа може би малку подоцна. Добро, во ред. Да, и таква е природата, мислам, на нашите катедри, што некако лесно се прилагодуваат и на други услови што ги имаме на пазарот на трудот. Тоа е веројатно потекнува па прво од разновидноста на факултетот. Точно. Тоа што го зборувавме и на состанокот, нели, филолошки факултет е некако свет во мало, толку многу различни јазици, различни култури на едно место, ама и изучувањето на книжевност, мислам дека е многу интегрален дел во тоа. Се среќаваш со многу различни ситуации, да речем. Се согласувам. Со читањето на некој начин можеш да проживееш и да имам, например, 22 години. Сега можам да со читањето можам да си го продолжам векот на некој начин, зарем не? Илјадници години. И се дискутираат, например, различни теми на филолошки. И со тоа некако добиваш знаење и развиваш интереси за други работи, освен или покрај јазикот. Да, апсолутно. Едноставно ти се отвараат видиците. Да. Како е, мислам, има ли предизвици да се функционира во тој систем? На различни култури, различни... Во тој правец, во различните... Апсолутно да, бидејќи секој јазик, книжевност и култура си има свој историски развој, така, и своји стекнати карактеристики кои што не нужно се на иста линија со некој друг јазик. И ние мораме сите тие историски нивни развои и разлики да ги усвоиме, да ги разбереме, иако не сме припадници. Така. Индиректно ги усвојуваме, за да можеме да сватиме зошто е ова така и како и ние тоа понатаму да го пренесеме ако сме наставници на
следните ученици и студенти, ако сме преведувачи, како тоа да го пренесеме од еден во друг јазик со културата и така натаму, и на крајот на криштата како да го пренесеме тоа во секој сегмент што го наведе Савче, во кој ќе работи еден наш завршен студент. Да. И вистина е предизвикот и сака многу внимание и отворен ум. Многу сакаме отворен ум за сето тоа да го примеме и да го разбереме. Со нешто можеби нема да се согласиме така. Некој историски момент од чија е да е култура, арно, ама мора да се прифати. Да. И да се усвои и да се добие на објективна представа зашто е тоа така. И во тој процес мислам дека сите некако попримаме од таа другата култура. И тоа и нас не прави побогати. Да. И како учиш и за другата, нели, култура, можеш да ја споредуваш и со својата. Преку учењето на јазикот, да. И да си помагаш. Да. Нешто ќе најдеш на нешто, некое добро решение што ќе ти помогне за. Да, па ти се продлабочува личноста на некој начин. Можам да ти кажем еден пример. Кога имавме во трета година предметот лексикологија, имавме диалози од кои два беа на помеѓу македонци, два беа помеѓу англичани. И сега во нашиот диалог, значи двајца македонци се покануваат да одат во ресторан. И значи едниот го поканува другиот и седнуваат на маса и откако се поздравуваат, нели завршуваат тој дел, едниот почнува муабет со него и му вика и почнува да му се жали. Така. Кај англичаните, значи откако тие се поздравуваат, седнуваат на маса, почнуваат муабет за какво е времето на. И до тука можеш да заклучиш има една нели културолошка историска причина зошто е тоа така кај нас. И професорката тогаш мене ми даде едно фасцинантно знаење и ми кажа едноставно тоа е така затоа што нашите предци научиле како да преживуваат со некажувањето на вистината и на пример со жалењето, со користење на пожалби во разговорот. Едноставно така споделуваат чувства и така преживуваат. Исто имаш и друг диалог помеѓу две жени, македонки, и сега си упатуваат комплименти, ама едната не се заблагодарува директно, туку и вели, ама навистина ова убава ми стои в устаната. Значи, сака уште еднаш индиректно да ја се упати комплиментот, па за да она да свати. Така. Например, кај англичанките тоа не е исто. Директно си многу се суптилни разликите некојаш. Многу. Тоа е убавината. Тоа е убавината и ова насока за која што ни кажа сега Савче оди во насока на една дисциплина што се нарекува прагматика, која што ние ја предаваме и ја користиме нужно во комуницирањето, а тоа е токму тоа, како секојдневно ние комуницираме и кои се разликите од култура во култура. И многу има. Тоа влече на кај историски причини апсолутно. Да, и ова ви открива факти не само за вас, туку и за вашиот народ. Так. Некој научуваш нешто зошто е, а не да го сватиме здраво за готово, дека е тоа така, малку копаме. Да. За да знаеме зошто е сега ова вака. Многу интересно. Значи, некој кога би се запишал на било која од катедрите на различните јазици, автоматски добива забрзан курс не само за јазикот, туку и за целата култура. Тој станува практично граѓанин на две држави, на матичната или на три, ако веќе е на две, да речем. Така што е многу широко е поле. Прилично широко, да. И практично учи како да го користи соодветниот јазик во соодветна средина. Која е најмладата катедра? Најмладата катедра е катедрата за преведување и толкување. Така. Која што се оформи 2000-те или 2001 година, значи веќе на 20 години. А таа беше резултат на еден европски проект во тоа време Темпус се нарекува, како пандан на сегашниве Еразмус. Тогаш беше програмата Темпус и беше тој прилично голем проект и произлезе оваа катедра за преведување и толкување. Претходно преведувачката и толкувачката способност се изучувала на друго место, била дел од катедрите или? Дел од катедрите како насока. Така. И се уште имаме, ама се тие еднојазични. Да. Катедрите, да речеме, преведувач од
англиски кон македонски. А во оваа катедра има нужно 2 странски јазици. Значи, добро, а што поточно се изучува, например, на таа катедра? За преведување и толкување сега. Студиите траат 4 години? Исто трае се. Исто, добро. 8 семестри. Така. Со тоа што таа е специјализирана исклучиво за преведување и толкување, кога велиме толкување, мислиме на конференциско толкување, ова во кабините. Така, кога се преведува симултаното или консекутивното, да. А преведувањето, дали е стручен превод, книжевен, тоа зависи повеќе, мислиме на писмен превод, а не на ова во усно. И тие студенти, тоест таа студиска група не го предпоставува дел од книжевност. Така. Бидејќи се насочува на стручен превод исклучиво или на толкување, кое што е апсолутно надвор од книжевната компонента. И тие задолжително имаат 2 странски јазици. Во упис решаваат која комбинација ќе одберат, англиски, француски, англиски, германски, додека студентите на катедрата за англиски јазик, например, го имаат само англискиот како странски и го изучуваат во комплетната студиска програма со книжевност, култура и така натаму. Која катедра добива највеќе студенти? Нашата, да, обично ние имаме некоја стандардна бројка од 120 студенти што се запишуваат секоја година. Така. И со тоа ние сме најголема катедра. Навистина? Да. Мислам, не сум долго изненаден, само се чудам, например, 120. Освен потребата, ете да речеме, од наставници по англиски јазик, друго на што би се насочиле? Или може би е подобро да те прашам, што ти е тебе планот? Мене, па и јас се уште одлучувам искрено. Добро. Дали секако сум на наставна насока, така што може и ќе продолжам и во тој правец. Така. Или не знам, се уште не сум одлучила конкретно, ама на пример освен да се професори или преведувачи, толкувачи или лектори, на пример секогаш е отворен овој фриленс свет. Апсолутно тука сите работи се отворени за нас, дали ќе работиш како копирајтер, контент рајтер, сите тие професии што постојат, можеш да ги работиш маркетинг. Често почнуваат своји стартапи, така што, како што претходно споменав, лесно се адаптираат на условите што ги бара пазарот на трудот. И можеби студенти што ќе завршат на нашата катедра никогаш нема да имаат, например, нема да преведуваат или да предаваат, ама можеби ќе работат нешто друго. Добро. Интересно. Заборив што сакав да те прашам. Тогаш која катедра добива најмалку? Мислам дека е природно, да. Во плюс и минус. Да. Од една крајност до друга. Можеме да кажеме дека според некои статистики што ги водиме, можеби катедрата за славистика. Така. Им бележи помал интерес. Тоа се должи генерално на намалениот интерес за славистиката во светот. Славистиката историски се предпоставува како главен и прв јазик руски јазик. И книжевност, да кажеме, и тој се уште се држи и во светски рамки. Меѓутоа, целата славистика која ќе се вклучат сите други словенски јазици, во некаков благ пад и на светско ниво, па и тука, тоа е прво, а второ би рекла дека ја немаме таа потреба од тој пазар на труд толку изразена за профили што ги зборуваат тие јазици, тоест преведуваат. Не се изучуваат во училиштата, во наставниот процес. Така. Малку само рускиот е застапен, веќе не знам, во малку школи, во една можеби или во 2. И сето тоа диктира некаква потреба во определени бројки, а тоа се рефлектира кај нас. Да. Според интересот, ама ми се чини дека можеме, ако поработиме малку и тоа да го подигнеме, особено за јужнословенскиве, блискиве, за нас јазици како српски, хрватски, словенечки. Бидејќи почнува нешто да се развива во поглед на трговски размени,
економски размени со тие земји Така. како веќе членки на Европската унија. Има ли интерес од, например, заради билатералниот договор со Словенија за студенти кои учат таму, мислам голем е бројот на македонски студенти кои таму студираат, дали со појавата на тој договор, например, се зголемува и учењето на словенечки? Се зголемува изучувањето, ама не студирањето. Да ги разгледаме, да ги разграничиме тие два моменти. Не им се исплати на студентите, на идните студенти да 4 години да студираат за да... Не, мислев да се оспособат како професори по словенечки, за да спремаат, бидејќи мислам дека има голема потреба од професори кои ќе ги спремат идните студенти, тие интензивни курсеви едногодишни, тие моменти. И тие работи може да се добијат во самата држава Словенија. Тие имаат за својот јазик, бидејќи тоа е нивни јазик, така. За нас е сепак како странски, а не е далеч на земјата. Па има опции таму да се завршат некакви, не знам, пократки студии, курсеви со кои некој би се обично, например, јас кога аплицирав, словенците даваат некоја можност првата година да се аклиматизираш, значи првата година ти простуваат, значи ти дозволуваат и на англиски, дури сум слушал и некои дозволуваат и на македонски да пишуваш есеи, само да биде на латиница, додека се аклиматизираш, таму имаш бесплатен курс по словенечки и после тоа од веќе од втора година си продолжуваш. Ти продолжуваш, апсолутно. Нудиме и ние тука по приватни училишта и по Центарот за странски јазици, нуди курсеви по словенечки баш за оваа потреба. И тоа се наши студенти кои што сепак или студирале или го имале словенечкиот како втор јазик на студии. И кога ве прашав која катедра има најмалку студенти, искрено ги очекував тоа да биде катедрата по македонистика. Бидејќи тоа е некоја рак рана на наше општество. Зошто се јавува таа ситуација? Зошто во Македонија нема интерес за македонскиот јазик? Па, можеби прво според статусот македонскиот јазик е мајчин. Еве на овде присутните ни е мајчин јазик и секој јазик кога е мајчин ние го зборуваме и го владееме и сметаме дека е тоа. Дури го земаме и здраво за готово. И не сметаме дека би требало и да студираме. И тоа е така, ми се чини во секоја земја, кај секој јазик официјален мајчин, дека е таков односот. За разлика од односот кон странскиот јазик, кој го учиме системски, така? Не од раѓање, а ние од раѓање го користиме македонскиот јазик како мајчин и системски не гледаме потреба да го изучуваме и затоа е така и односот во основно и во средно, знаете, вие по предметот македонски јазик многу не е баш омилен, така. За жал, ама тоа мислам дека би требало да се смени. Тоа е апсолутно нешто што треба да се промени во нашиот систем, затоа што не само што македонскиот е можеби еден од најбитните предмети. Покрај другите можеби и најбитниот предмет во основно и средно, затоа што таму покрај тоа што го изучувате нели македонскиот јазик, што секако ви е мајчин и сепак го разложувате и јазикот на најситно ниво и учите како да го користите правилно. Покрај тоа тука имате книжевност. Значи изучувате дела, обработувате дела. Тука треба да се оспособите како критички да размислувате. Што некако мислам дека не е застапено како што треба, бидејќи еве јас сум од таа генерација каде што кога обработувавме дела не тера да пишуваме сиже. Така. Нели само да ги набројуваме настаните што се случило, ама ништо суштински. И баш тога овој предмет треба да ја развива критичката мисла кај помладите. Па и тоа што зборуваме, освен тоа што кога читаш, например, имаш способност да си го продолжиш векот, уште и ако седнеш и тоа што го читаш малку подлабоко размислиш за него и критички, како што кажа, пробуваш да најдеш што ти се допаѓа, што не ти се допаѓа, што е суштината, малку подлабоко да читаш меѓу редови, што се вика, тука уште повеќе добиваш увид во некои работи.
за самиот себе прво, а потоа и за се околу тебе. Уште се добиваш со вештини, Да. кои што ќе те издвојат од другите. Да. Ќе те направат по-конкурентен за која и да е работа, а да замислиме дека ти едноставно на својот јазик имаш побогат вокабулар. По-лесност наоѓање во граматички структури, правење реченици, градење текст и така натаму, во познавање од историски развој на македонскиот јазик. Сето тоа што ние го нудиме во нашите студиски програми по македонистика, потоа еден човек станува навистина исклучително богат со познавања и користење и вештини на својот јазик. Клучна работа е тоа за делување во едно општество. Така. Апсолутно, тоа е моментот. Ти се развиваш себе си како човек и можеш да донесуваш полесно одлуки, што ќе му користат на општеството. Се е полесно. Многу полесно. Како се чувствуваш храбро, така? Да. Компетентно, дека си ја познаваш културата, си го познаваш јазикот, да. Владееш со се. И можеш да размислуваш, нема да подлегнеш лесно нели на пропаганда, нема да подлегнеш лесно на туги мислења, можеш да оформиш свој. Да, навистина, да, мислам, следење медиуми. Да. Тука нова работа, така. Да, апсолутно се согласувам. И сето тоа мораме ние малку некако да им го докажеме на луѓето, оти не сме им го докажале на назад, тука имаме ние, да кажам малку фалинка некаква или пропуст во таа работа да им објасниме и на наставниците и на децата од мали години дека многу е добро ова да сте вака добро обучени во својот јазик. Па прво и основно мислам дека треба тоа да му се објасни на државниот врв кој дека од тоа има потреба, дека тоа треба да е приоритет во државата. Па потоа на сите останат, мислам. Ќе добиеме нема да биде добро. Не е лесна таа борба, секако. Да. Прво треба да се искористат и некои методи и практики што ние ги користиме што се застарени. Да. Еве како овој пример што споменав, нели со што не тира да пишуваме сиже. Така. После тоа тешко и да се објасни на средношколците зошто е битно. Да. Ама тука игра моментот нели улогата на професорот. Треба да ги заинтригира. Апсолутно. Да. Треба да им постави прашања што ќе бидат доволно интересни за да го потекне нивното размислување. Апсолутно, да. И тука е моментот да им дозволи и простор каде што можат да ги искажат своите мислења слободно, затоа што ќе имате судерно мислење. Може и професорот нема да се согласува, може тие нема да се согласуваат, ама битно е да има слободен простор каде што ќе можат да се изразат. И тој момент професорите да бидат thought provoking, not thought imposing, морав ова да го споменам на англиски. Да, значи да предизвикуваат размислување, не да наметнуваат. Точно. Така. Тоа се механизмите, Да. На педагогијата. Да. Зошто е специфичен? Од тоа што го паметам јас, например, од моето образование до сега е дека македонскиот во склоп на сите словенски јазици спаѓа во таа група на јужнословенски јазици заедно со бугарскиот или така беше групата, јужнословенски. Што е специфично за македонскиот јазик? Зошто? Што го прави посебен од другите јазици? Неколку работи, повеќе работи, можеме да кажеме. Првата е дека не е само словенски, туку и балкански. Покрај јазиците може да ги делиме во групи според потекло. Тоа е ова што го кажуваме сега јужно, источно, западно словенски како семејство или генеалогија. А можеме да ги групираме и по тип на јазик. Така. Типолошка класификација. И по таа класификација постои една група јазици под името Балкански јазичен сојуз. Така. И по тој Балкански јазичен сојуз централно место има македонскиот како типичен пример на оваа група јазици и понатаму околу се влегуваат и на грчкиот, албанскиот, турскиот, бугарскиот дел од дијалектите српски, кој што ги обединува по тип и структура слични работи. Не потекло, потеклото е различно, кој овие јазици, а типологијата е таа што ги врзува во овој Балкански сојуз јазичен.
И што е сега со македонскиот, значи и е словенски и е балкански, бидејќи географски да си ја замислиме географијата на словенскиот свет, си ја замислувате во главата. Така, кој што да, кај се наоѓа, ние сме на југ и практично сме на периферија и сме во контакт со несловенски јазици. Турски, грчки, албански, Тоа има многу влијанија, се што е на граница си влијае. Така. Да. Преди тие влијанија, македонскиот јазик попримил прилично балканизми, да ги речеме сега, структурни работи кои што ги нема па во другиве словенски јазици и тоа го издвојува. Например, губење на падежи. Сите словенски јазици имаат цврст падежен систем. Падежи, знаеме што се. Да. 7 падежи, менување според. Од класичните јазици, латински, грчки, кај преземени се потоа и во современите јазици се разбира и таа деклинација на падежи ја има во сите словенски јазици, во македонскиот се изгубила, некаде веќе почнувајќи од 16 век наваму. Арно, ама ако нешто се изгуби, мора да се компензира. Обично така оди, не може да снема нешто од јазикот. Так. Може да го снема и нешто мора да му... Да го надопълни, да. Не може празно да остане. И како компензација на тоа губење на падежите се развил членот. Значи, член, членската морфема, вратата. Така. За да ги означи тие падежни односи. И тој член го има само во македонскиот јазик и во бугарскиот, како балкански. И во ниеден друг словенски, например. И затоа изучувачиве од другиве јазици словенски имаат проблем. Тешко им е да го усвојат членот, затоа што усвојат го не. Нам па ние тешко со падежите малку да се координираме, да се движиме, да ги користиме. Да. И тоа е една работа. Друга работа е, да речеме, има една појава што се вика удвојување на објектот. Значи, ние ќе речеме приближи го микрофонот. Не можеме да кажеме приближи микрофонот, мораме уште еден знак да му дадеме на тој објект. Приближи го. Добро. И сега, тоа што е тоа удвојување, да не објаснувам сега. Добро, да. Стручно, ама е пак една појава која што го издвојува македонскиот јазик од сите други кои што го нема. И уште е една трета карактеристика, тоа е буквата Д. Сеќаваме од Бушава азбука. Така, да. Д. Не сеќавам кој беше зборот во Бушава азбука за Д, ама ајде ќе го најдеме. Дзуница беше. Мислам Цевгар Волови, можеби повеќе, да. Д во азбукиве словенски има само во македонскиот јазик. Да, имаше едни на интернет излегува како венови диаграми каде се преклопуваат сите јазици, тука доаѓаат и оние. Мислам дека беше конкретно за кирилично писмо, значи овде влегуваат и тие старите советски републики од Средна Азија. Да, каде што има кирилицата и македонскиот беше нагоре издвоен само со буквата Д. Како една од најпознатите, Њ, ако не се... не, ја има и во српскиот, не, само Д. За нас не избојува само Д. Да. Многу интересно. Да, баш нашиот јазик прилично интересен за... Например, сум дошол во допир со една збирка македонски народни приказни, авторот не го знам, печатена е 49-та година. И некако, ја ги немам прочитано сите, ама после читањето на неколку од тие приказни, например, ми се роди идеја дека можеби толку сме застранили, особено после доминацијата на англискиот јазик и примесите од други јазици, и скопскиот дијалект или секој дијалект кој од каде доаѓа, некако ми се чини дека имаме изгубено убавината на македонскиот јазик ако се зборува во целост, како што е вистински. За тоа е задолжена културата. Тоа е до една битна општествена сфера на нашето постоење и делување, која што се вика култура. Самиот збор култура значи негување, култивирање, тој корен добиено. Ако нешто не се култивира и не се спроведува низ тие системи на културата, ќе го немаме, ќе стане сиромашно. Да. И сега мораме и тука малку да подготвиме. Не е доволно само да имаме ние
јазик кој што лингвистички ќе знаеме како изгледа, како оперира, кои му се законитостите, граматички, вакви такви, лексички, тоа е се убаво, се тоа имаме граматики, знаеме, арно, ама мора и да се култивира, тоа да се негува. Па и културата е таа што впрочем го гради идентитетот. Тоа е задача. Се нешто мора да помине низ култура, така? И сега ние имаме култура, само што некако ја мислам дека не се вложува доволно. А имаме пораст, нели, ако сега го следите веројатно трендот на филмови што се прават. Значи испадна кога испадна нели Медена земја. И од таму се почна работата, еве сега имаме повеќе нови македонски филмови и поквалитетни. Сето тоа е гради култура. Сето тоа апсолутно. Така и со јазикот. И на крајот на денот култура не можеме да создадеме, да измислиме. Култура да создаваме секој ден. Апсолутно. Подкастот е дел од, да речеме, македонската култура. Апсолутно да. Сите разговори што ги водиме се што правиме секој ден. Така што вложување во културата за јазик, за медиум, за што и да е, за облека, така, се е култура, е многу битна. Тој сегмент малку сме затаиле, ова што го кажа ти Петар, во некој период сме го подзаборавиле негувањето и тие пропусти многу последици после имаме. Тешко е да ги надоместиме брзо. Па некако тоа е, сега да не влагаме во некои длабоки политички теми, ама сите напади на македонскиот идентитет, да речеме, сето тоа некако ние има разнишано и нашата доверба во. Ама не треба. Мислам дека тоа е погрешно е како ја гледаме таа слика, затоа што некако ние изгубевме само доверба. Во нас самите. Предавајќи се во... зошто? Нема потреба, бидејќи имаме докази, нели, имаме... Че си постои јазикот, никој не може да дојде и да ни каже дека не постои. Мислам, тоа е апсолутно бизарно. Бизарно е таа. Па некако е така, например, ако е како што викаат дека е само дијалект, тогаш зошто македонските литературни дела не се продаваат без превод во Софија, например? Точно, значи сме имале... Ме разбирате. Сме издале книги, сме направиле музика на тој јазик, сме направиле филмови. Пресмешно е. Дали може некој да претпостави колку страници имаме дневен печат? Во денот општо? Или во денот, или еве во сите овие 70 години, 80 веќе. Како дневен печат. Не зборувам за неделен или месечен. Премногу. Значи тоа е навистина. Сакав да кажам, тоа е работа, тоа е не е културата и македонскиот идентитет, некој джин таму што живее горе на водно во планината во некоја пештера. Сите ние сме културата. Ако си вложуваш во самиот себе, автоматски вложуваш и во целото општество. Тој го зборуваме на претходниот подкаст со економски, например, дека секој вложување во самиот себе се мултиплицира и се зголемува во големата слика. Влијае колку си поспремен за животните ситуации и колку си пописмен и колку си покритички размислуваш, тоа влијае на секој човек што го запознаш, секоја ситуација во која што се наоѓаш. Имаш можност да менуваш реалност. Скулптори сме, зарем не? Точно. Еве можам да... ако ми дозволиш, можам да ја споредам македонската култура и со англосаксонската, например, со нивното литературно творештво. Че они имаат историја зад себе. Тоа е, например, ако почнеме со Чосер, па понатаму Шекспир, Милтон се отвара, па после ги имаме романтичарите, Кидс, Блейк, Шели и така натаму. Значи имаме една историја, еден континуитет и традиција на литературно творештво. И сега сите тие се и го поставиле тој канон на нивната цивилизација, па не само и на нивната, него тука на западната цивилизација. Например, Шекспир е канонот на западната цивилизација. И без него нема што да се прави муабет за англосаксонска култура. И сега, например, може например да се спореди со нашите и да се каже дека ние имаме помала таква историја, но јас мислам дека баш сега е моментот ние да градиме врз тоа. И напротив, треба сега е моментот да се вложи во културата и тоа е возбудливото кога ќе градиш нешто ново ќе донесеш
и може да се изгради, да се продолжи понатаму. Да, апсолутно. Ама само преку негување. Значи, тоа е работа. Да. Да се култивира. Зарем не се тие, да речеме, градинари на македонскиот јазик, оние кои го плеват плевелот, го тргаат и кои ги одржуваат убавите јазични стебла, лекторите? Во основа да, најдиректните, ама и сите ние кои што влегуваме во тоа што се нарекува македонски јазик. Дали како наставници, како професори, како студенти, како корисници на јазикот, сите мораме барем по едно плевелче да тргнеме, за да биде тоа подобро. Ама да, лекторите може би се тие по-директно. Хајде да објасниме работата на лекторите. Лектори, мислиме лектори овие што се грижат за... Вие рековте преска дека зависи кај гледам. Да. Не сува забуна, например, имаат Савче може да каже дека имаат лекторски вежби на англиски јазик, кој што е малку поразлична работа од сега ова ние што ќе зборуваме за... Така. Лектор во основа е едно звање наставничко, да речеме, и на факултетот имаме лектори кои што работат исклучиво јазични вештини, предаваат како странски јазик или македонски и така натаму. А овие лектори, другиве што се јазични редактори, тие го носат истојот назив, ама се значи малку поинаку. Не влегуваат тие во настава, туку просто е како работно место некое и предпоставува вршење на јазична редакција. Так. Тоест, исправка на се што е напишано и печатено во поглед на стандарден јазик. Так. Тоа значи медиуми, издаваштво, се што се пишува и објавува, би требало да помине низ рака на лектор. Так. За македонски јазик зборуваме, да. Каква е ситуацијата кај нас? Не многу. Дали тоа се случува? Дали проаѓа низ раката? За жал не, бидејќи издавачките куќи не вработуваат, иако законски се обврзани да работат лектор. Навистина? Па како го избегнуваат закон? Па го избегнуваат со тоа што или не пишуваат имиња фиктивни. Сега, сето тоа да се провери бара други ресурси. Да замислиме колку некаков инспекторат со инспектори кои што би дошол па би проверувал, малку е тоа компликувана работа и бара многу ресурси за кои ние не сме подготвени. И затоа имаме не баш добра некаква слика околу тоа што се читаме така, како официјални изданија. Имаме нешто, гледаме дека некој се погрежил, некаде гледаме дека можеби некој не го видел. Јас многу не се разбирам, вака во контакт со луѓе што завршиле филолошки, например, ми кажуваат дека е ситуацијата некогаш ужасна, некои изданија кои излегуваат. Па дури и јас го приметувам, например, има едно издание, не знам, биографија на Стенли Кјубрик излезено, на Арслан Мина, ќе кажам, преводот е ужасен, многу тешко се чита. Тоа дело многу тешко се чита. Значи, јас не можам, освен ако се задлабочам сега, па може би и да го споредувам со оригиналното дело, да, ама вака е тешко за читање. Не оди лесно. Не оди воопшто. Не е некоја тешка литература, не е некоја стручна, раскази се буквално од животот на Стенли Кјубрик. Тешко оди. Тешко оди. Не е нешто не ми штима. Да, тоа тој тип на текстови, да речеме, книжевни, книжевно-есеистички се малку тоа е и до преведувачот, тој во која мера ја владее тоа е многу битно. Преведувачот ако не знае за што станува збор, вистина тешко ќе го преведе. Да. Тука и мора да секој што преведува, например, некоја филмска литература или некоја техничка литература, знаењето оди многу пошироко од само да го познаеш јазикот. Апсолутно треба да познаеш културата, треба да познаваш професијата, например, ако преведуваш стручен превод. Ама за стручен. Да. Зборуваме. Да. Речи си да си професионалец од кој што ја работи таа професија. Пред се, па. Да. Ова е помошно само јазикот, инаку еве не знам јас. Не знам, рече наставна насока, без разлика е, ама ако немаш афинитет, Савче, ако нема афинитет кон, да речеме, економија, и да добие економска содржина текст да преведува,
да, ќе биде многу потешко. И Така. нема да може тоа да го направи баш. И уметност е тоа, преводот е уметност, особено на пример кога преведувате Наистина. книжевни дела, значи ние имаме кај нас еминентни професори што биле кои преведуваат така што веќе се станува, тој превод станува едно ново дело. Да, дури е познат, се Се викал граничи, тој превод. Да. Се граничи со Да. со авторот, дали? Еве, Да, на пример, да. Драги Михајловски, Да. најдобриот преведувач. Така? Па мислам, еве, Не. скромно најдобриот преведувач. Добро. Ги има преведено, мислам дека речиси сите дела на Шекспир и оди до таму неговата амбициозност оди, така што тој таму каде што Шекспир има измислено своји зборови, Драги Михајловски исто измисля своји измислува. кованици. Да, навистина, дури да се граничи како и авторско дело. Апсолутно. Не целосно, ама да. Овие моменти, на пример. Еве еден пример, има многу од преводите, навистина е тоа фасцинантен опус има колега Драги Михајловски покоен веќе. За жал, ама да речеме мене ми е фасцинантно и еднаш го прашував, ама сум заборавила што ми одговори, а може би ќе ми текне. Една од делата на Шекспир, една од драмите се вика во оригинал The Twelfth Night, Така? а преводот е Нокс против водици. Добро, 12 night. Да, Драги Михајловски може 12. да го преведе 12-тата. 12 после Божик. Да, така. Кој што во нашава традиција е водици. Точно. Да. И тој гледате каков спој прави сега меѓу културите, вели аха, чекај, да, ако го оставам Интересно, не знам дали- 12-тата ноќ, што значи на македонски 12-тата ноќ? Не значи нели нешто? Ништо, не знам дали 12-тата имаат. ноќ. Не знам дали римокатолиците го прославуваат водици исто На свој 12 начин. ден. Да. Како не, Дали не. после 12 дена го исто. Да, 12-тиот Дали го- ден е богојавление, да? Така, на тоа се така, мисли, да, на да, богојавление, да. што Тоа- кај нас тоа е ме- богојавление или водици во нашава традиција, во нивната е кој знае како си и има да е. други Не зборови, знам. да. Да. Имаат епифанија од грчкиот епифанија и така натаму. Си имаат секоја традиција. Теофанија вајда ќе биде, да. Да. Епифанија, Теофан, богојавление, не да. така и арно, ама гледате сега што е вештината на преведувачот да размисли како сега ова да го приближи за Го ние. пренесе. Многу Да добро. видиме насловот Нокс против водици, да сватиме сега малку да не заинтересира Многу, многу добро. Отколку само да рек 12-тата ноќ. Точно, значи не го гледаш само јазикот и културата Многу на потемелно. едниот јазик, да. туку и на другиот. Да. Значи да. треба да го прилагодиш. Многу интересно. Треба да го Да. прилагодиш и на твојот јазик и на културата каде што живеат нели луѓето каде што живееш ти. Мгм. Како може да се подобри ситуацијата според вас? Што советувате? Кон што треба да се пристапи прво и основно? За да има повеќе лектори, да се зацврсти македонскиот јазик, да. Мора прво да разграничиме за што и за каде ни се потребни лекторите. И првото разграничување е баш ова, да оставиме книжевен превод, тоа е малку друга работа. Така? Да не се случувало лектори ако интервенираат во книжевен превод, може да го искасапат. И може преведувачот Така. да направил фантастична работа, а да се исече тоа од аспект на лекторска работа. Така. Таков случај имаше професорката Калина Малеска со преводот на ќе речам Хаклбери Фин. Ама ајде, тоа ќе може ако имаме време понатаму малце ќе Во ред, може во да ред. знае. Сапче не е ни битно. Така што книжевниот превод да го оставиме апропо лектура. Арно ама да се погрижиме во дневниот печат да имаме стандарден јазик. Барем. Во дневни сите медиуми Мгм. да имаме чист стандарден Да. македонски јазик за кој ќе се погрижи соодветното лице, тоест лекторот, да имаме чист стандарден јазик во сите, на пример, судски текстови. Знаете што е тоа? Апсолутно. Пресуди, се што излегува Апсолутно. документ од судството, исто така да биде на стандарден јазик, како што е потребно, и на крајот на криштата сите можни излезни документи од владата. Се што министерствата пишуваат, издаваат соопштенија, извештаи и така натаму, тоа пред се мора да биде убаво излекторирано, тоа е столбот
на стандарден јазик. Така. Стандарден јазик, извини, на пазар не ни треба. На пазар не зборуваме на стандарден, зборуваме разговорно. На пазарски. На пазарски јазик, да. И сега таму нема што да се мачиме со... Ама сега има ваму каде, наистина, каде што е потребно да се внимава малку. До каде може да додат тие граници? До каде е дозволен говорниот јазик, да речеме, или малку нестандарден? Кој било стандарден јазик па и нашиот, има употреба во овие три столба на државата, тоа е образование, здравство, судство, ајде и медиумиве да ги додадеме. Да. 4. Тие се 4 сфери каде што мора стандарден јазик. Каде и да отворите во стандарден јазик е BBC English во и се знае каде се зборува BBC English. Сигурно и таму на пазар не се зборува. Не, нема потреба. Арно, медиум, весник, официјални извештаи, текстови мора да биде на тој стандарден, тој што е во земјата. И така ако го разбереме и така ако го ограничиме, нема да се мешаме. Ке речеме толку. Се друго е слободно. Како оди, например, тоа обучување за оделенски наставници, за наставници во средно образование, како оди таа, да речем, соработка помеѓу педагошки факултети, филолошки, дали постои, како се обучува некој да стане наставник по македонски? Не знам дали сте оделе во училиште, ние имаме, методика и да може да почне се вчепа. Ние од трета година почнуваме тие што сме на наставна насока, имаме предмети методика. И сега тука се изучуваат, например, какви принципи треба да заземете, како да им пристапите на учениците, значи целиот тој, како да ја поставите училницата, целиот тој простор, како треба да биде поставен, како вие да се поставите, кои алатки да ги искористите, например, како да донесете правилни одлуки, дали треба ова да се предава или не треба. А понатака имаме и обсервации. Значи одиме во училишта, во основно и во средни училишта и ја наблюдуваме наставата, а после некое време ние имаме можност да предаваме. Доаѓале такви, доаѓале луѓе што се обучувале, доаѓале, седеле на часови. Сега кога кажа се сетив, Хоспитации? Хоспитации. Доаѓаат за да како тие кои утре ако станат наставници. Така. Да знаат како оди процес. Да, и најпрво ги мислам дека наблюдуваме. еднаш нашиот професор во средно дури ја вклучи, една студентка беше, и ја вклучи во наставата и даде нешто да предаде, да проба. Ние најпрво ги наблюдуваме, например, за да собереме доволно информации, да заклучиме кој каков ученик е, да заклучиме кои се нивните потреби. И понатаму доаѓа процесот каде што ние треба да предаваме и тука обично, например, ако сме две, ако одиме во пар, обично, например, час од 45 минути го делиме, првиот дел ќе го предава едниот, вториот дел ќе го предава другиот. Така што и ние може да си смислуваме своји вежби, како ќе биде концептот на предавањето. Супер. Да направиме наш план за лекциите, како ќе се одвиваат. И и со тоа, например, да добиеме практично искуство. Много интересно. Со тоа завршува нашата работа факултетска за наставниот кадар. Кога ќе дипломираат и ако се вработат во некој училиште, не им завршува тука работата, имаат уште малку обука преку МОН и испитен центар државен, каде што полагаат некаков државен испит, бидејќи ова е регулирана професија сепак. Па тие им издаваат конечна лиценца за работа во основно или во средно, и во основа работат со деца, така е тоа. Да. Си бара посебна спремност, Некои работи кои што ги добиваат понатаму од училиштата и од државните. Така. Мислите дека вака генералната слика за наставниците и професорите по македонски е добра, али има простор за подобрување? Што би им порачале? Има за постојните мислиш наставници? Да. За сегашната состав. Апсолутно, како не. Сега не само кај професорите по македонски и останатите професори што предаваат јазици. Така. И се друго би рекла. Да. И други наставни предмети, пак е недостаток тука на култура.
Во професија наставник е сериозно, многу сериозна работа. Апсолутно. Знака се работи со деца, така од најмали па еве до полнолетни, и тоа ако не се негува и ако не се пушта низ каналиве на културата, исто така ќе закржлави и ќе стане пасивно така, по млако. Застојано. Да, нема суштина, нема отвореност кон нови механизми. Чуда во светот се измислуваат за настава, за држање настава. Значи, И да, ние треба да го следиме тој тренд, некако да држиме чекор со, затоа што науката толку напреднала што еве на пример не се користат застарени методи. На пример сега се е повеќе акцентот на персонализација на наставата, на вежбите што за секој ученик. Апсолутно за секој ученик насочено. Да. И сега треба веќе да се ставите нели во улога на психолог, да ги разберете потребите на детето кое што е таму. Мислам, тоа е толку омилена професија ми е. Тоа е толку важна професија. Тоа е многу благородна професија. Многу. И тешка. Некако, не е лесна професија, не е многу благородна, многу. Одговорна. Педагозите се на некој начин бидејќи работат директно со младите, со децата, што и иднината на едно општество, да речам, некако се вајари на иднината. Од нив зависи буквално. Да, вистина ги моделираат. Да. Од мали нозе, така што прекрасно е. Истиот пропуст се гледа и тука во образованието, основно и средно особено. Имаме големи празнини во поглед на култивирање на што е таа професија. И истата грешка се ја повторуваме упорно, назад зборува. Се пуштаме во низ каналите на дневна политика. Зошто? Затоа што е најлесно. Немаш ништо што да правиш, носи тоа, така? Дневна политика, само тука пушти ги сите работи и тие завршуваат на крајот во дупка, во ендек некаков, и се забораваат, на некој мочуриште. И потоа оди, излечи ги и врати ги повторно на некој поздрав. Кого се ки така натаму, да не одиме во тие. Да. Теми, ама тоа е голем проблем. Истата работа. Истата не знам кога ќе се сетиме дека така не. Мора да се води во друг пат. Не знам. Не знам ни јас. Еви, подкастот е на некој начин главната цел нормално е, мислам таа е јасна и јавна, е промоција на факултетите, ама некоја позадскриена цел, да речам, што не е отворена толку, е да се поттикне некое размислување дека сите ние имаме контрола и способност да си ја смениме буквално она што ни е дадено, да го насочиме онаму каде што ние сакаме. Апсолутно. Со критичко размислување, со задлабочување во проблемите, со решавање на проблемите постапно, ден за ден, бидејќи чудесно, некогаш кога сме во некоја тешка ситуација, на пример, кога мислиме дека никој не разбира, кога не ни е добро дома, не ни е добро на училиште, имаме проблем, чудесно е. Затоа и толку, на пример, некои луѓе као има такви мотивациони говорници на YouTube, еден куп, знаеш, има и млади дечки, на пример, моја возраст и помлади, што си отвараат канали, буквално го документираат целиот процес на, пример, биле депресивни, имале многу лоши навики и целиот тој процес го документираат од почетната состојба кон достигнување на некои здрави навики, вежбање постојано, учење, напредување, работа постојана, мислам, здрави навики, и затоа добива толку, сите тие канали има толку многу гледачи, бидејќи е истата порака, тоа е дека ти можеш да одлучиш сам за себе. Чудесна е промената што може да ја направиме со сопствениот карактер, и некако и тоа е целта на подкастот, да се поттикне такво размислување, особено при бирањето на факултет. Не дека тоа ти одредува иднината целосно и комплетно, може многу луѓе има што не работат, особено и на филолошки, зборувавме колку е широка, нели, иднината за некој што ќе заврши на филолошки, ама тој пристап кон животот да го имаш уште од почетокот, значи од почетокот на тој некој возрастен и сериозен живот, може огромни разлики да направи. Огромни. Во позитивна смисла, чудесни. Чудесно. Помислам дека тоа е и суштината на хуманистичките науки, на нашите факултети. Така. Значи тоа е тоа што
ние се успособуваме некако да решаваме проблеми, ама што не се видливи, што не се од природата, например, како кај природните науки. Значи нема да градиме нешто што е видливо, ама решаваме проблеми што се суштински и клучни за нашето постоење. Да, Тоа се укаже на моќ што има секој човек. Точно, малку на трешните сили и се што ни работи внатре, како да го искористиме за нешто. Инаку не сме многу од помош за, не знам, за градење мостови. Физички мостови. Ама и оние кои градат мостови треба да знаат да го прочитаат планот и да ги прочитаат така. Ке се надоврзав, мислам дека и таа незаинтересираност на светот за хуманистичките науки што сега е така преовладува, мислам дека потекнува тоа што некако не знаеме како правилно да ги искористиме овие компетенции што ги имаат луѓето што завршуваат хуманистички науки. Па не, мислам, ти кажави пред да почнеме да сватиме, кога ќе се појави првиот невработен програмер, мислам дека ќе почнат да разбираат луѓето. Така што нема гајле, мислам дека тоа е скоро. Прашање на време, веројатно. Да, прашање на време. Ќе видиме, Зошто, ако не грешам, зошто филолошкиот факултет го носи името Блаже Конески? Блаже Конески, самиот Блаже Конески беше професор на катедрата за македонски јазик. Се разбира и еден од основачите на катедрата, со тоа еден од основачите на факултетот, беше и бил и ректор на универзитетот, на УКИМ, во еден мандат, така што кога почина Блаже Конески во 93-та година, во декември 93-та почина, веднаш следната година факултетот започна со иницијатива да во негова чест да се преименува филолошкиот факултет во филолошки факултет Блаже Конески и да го прогласи за свој патрон. И така е до ден денес. Прославивме пред 2 години, сигурно слушнавте, имаше доста активности, 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески. Беше година на Блаже Конески, имавме многу настани и така. Прекрасно. Би сакале еминентна личност, мислам. Да, вистина основачот на повеќе работи на ова што го имаме денес како наследство. Но и како поет и како есеист. Да не зборуваме. Во многу општественик. Основач на сите овие работи, друштво на писатели, списанија, там секаде е првиот човек баш во основањето. И сега на вистина греот, толку некој се мачел да основа и ние малку да го... сега го земаме здраво за готово, мислам. И да не се негува, малку е... Не баш со почит некаква. Така што... Пак се враќаме на тој момент да ја негуваме културата. Мора, не се е култура. Повторно е до секој човек. Повторно. Апсолутно, да. Ама не може без негување, не. Не. Ништо. Еве да предпоставиме некоја блиска иднина да дојдеме овде на оваа маса за 10 години, ако не го негувате, нема да биде вака сјајно. Да, нема да биде. Сакате уште нешто да им порачате, например, на идните студенти? Кој е за на филологија? Па, претежно, мислам, тие што нели чувствуваат некоја љубов кон јазикот, кон тоа како функционира, ако се прашуваат и ако имаат такви прашања, ама едноставно ако сакаат книжевност, бидејќи еве јас се запишав поради тоа, поради книжевност. Тоа мене ме влечеше и за мене тоа е суштината зашто сум таму. Се сеќавам на почетокот кога дојдов приказната што имам, на кога дојдов на филолошки, не ми беше тоа првиот избор, но така во некој чуден сплет на околности се запишав баш на англиски јазик и книжевност. И на почетокот се прашував дали мене местото ми е таму, ама кога имавме едно предавање со професорот Зоран Анчевски, кој ни предаваше поезија, сега е веќе во пензија, и се сеќавам на една интерпретација што имаше на Милтоновиот Загубениот рај, и се сеќавам на неговата интерпретација и тоа си реков, тука ќе останам, као ова е тоа за мене. Така. Да. На правото место сум дошла. И не погреш. Не се каеш. Не се кајам, апсолутно. Бидејќи тука учите, мислам, liberal arts, уметноста. Така.
се занимавате нели со нешто што го раздвижува светот, мислам, освен еве пари, такви работи, нешто што мислам дека јас го раздвижува светот и што му дава некое значење на постоењето е баш ова, уметностите. Апсолутно. И тоа убавите и мислиме за општо добро. Да. Не мислиме за убавина да го спаси светот. Да. Апсолутно, да. Тоа верувам. Да. Да, може навистина за сите еве млади во моментов матуранти кои што ги интересира оваа проблематика на јазик, на книжевност, на култура, на превод, на настава, на такви вештини, на пишување, на зборување и така натаму. На странски јазици имаат сега навистина големи можности од следнава академска година. Имаме нови програми акредитирани, каде што малку осовременивме некои работи и имаја можности за комбинирање на повеќе јазици за изучување на различни нивоа, на почетно, на средно, на напреднато, не само на студирањето, туку и преку избор на цели пакети за изучување на над 20 инострански јазици. И навистина од научно-истражувачки аспект, а се до буквално користење за што и да е на еден странски јазик, ќе го добијат на филолошкиот факултет Лаже Конески со запишувањето. И на крајот на криштата е да повториме, фасцинантна појава е ова за што зборуваме ние, бидејќи да замислиме дека имаме на располагање само 31 буква. Толку имаме на располагање ние, еден затворен систем и од 31 буква ние разговараме сега 1 час. Да. И пишуваме илјадници, милиони страници со 31 буква. Нели е тоа малце фасцинантно? Лудо е. Така? Лудо. Значи, многу малку ресурси ни се дадени. Да. И видете што... И сега што правиме ние со 31 буква? Да. Од постоењето на 31 буква до се ова што ние можеме да го направиме. Да. Ке им го објасниме преку студирање кај нас, така што навистина еве да дојдете и да видите за што станува збор. И сите скриени символи, сите шаблони во јазикот, се, да. А се почнуваме од 31 буква, само. И толку имаме. Тоа е исто како што имаме бројки од 1 до 9, така? Па што правиме со нив? Да. Чуда. Прекрасно. Ви благодарам многу. Ви благодарам тебе, Петар, и на Савче, драго ми беше. Да, ви благодарам и на вас и на двајцата. И супер, и фала за можноста. Сигурно имаме некои неискажани мисли. Да, апсолутно. Ама мислам дека начнавме темата, за тие што не се сигурни или размислуваат, им дадовме негова насока. Малку пробавме да го објасниме јазикот. Јас уживав во разговорот. Ви благодарам. Исто и ние. Да, и ето е, под следна некоја можност можеме пак на подкаст да дојдеме. Се гледам. Да, супер, фала.